Зеленото срце во Македонија, градот на белото злато, на младите семејства, трговски и еко град, препознатлив по органската храна. Ова е визијата на младите студенти на архитектонскиот факултет за Кочани. Тие понудија смели визури за Кочани како модерен европски град, кој ги следи потребите на населението и селувањето, но и совршено се вклопува во потрошувачките апетити кои ги диктира новото време, апсолвирајќи ја неговата местоположба и ресурсите. Во Кочани го предвидуваме да биде изградена нова електрана која што ќе преработува нуспроизводите од дорисот како што се сламата и лушпата, со тоа да се добие електрична енергија која што би била пренаменета во јавниот градски транспорт за да тој биде целосно бесплатен. Друг дел од проектот не е искористување на старите фабрики, тоа е старата фабрика Атом, што е моментално во градот, ја пренаменуваме во фабрика за рециклирање, со тоа што се задржува пристапот со железницата за утвар и истовар на рециклираната хартија и за нова. Во однос на домувањето, сметаме дека тоа треба да биде приуштливо, односно ефтино за младите брачни парови и исто така да биде флексибилно, односно да може да се изменува со текот на годините и да се доградува како што ќе се раѓаат новите деца. Ние работевме на визијата Кочани купи град. Значи, што значи визијата? Визијата Кочани купи град значи да градот Кочани да прерасна во еден шопинг центар не само во Македонија, туку на целиот Балкан, по примерот на градот Мецинген во Германија, каде што имаат визија за креирање на аутлет сити или аутлет град. Го користиме коритото како дел за спортско кајакарење или рекреативно кајакарење. Околината на двата брега на реката се искористуваат и како патеки за трчање. Визуелната призма за Кочани која ја понудија студентите е реално применлива, вели професорката на архитектонскиот факултет Пенчич. Планирањето на градот не е само цртање на површини за градба и некакви линии апстрактни, кои сега нели сите ги препознаваат обичните граѓани, туку давање на вистина еден поттик во развојот на градот, поинаку да се гледа на градот. И дека овој начин на планирање, не преку следење само на прописи и стандарди, туку преку создавање на визија и разработка на стратегија, од тоа да произлезат проекти, е подобриот начин за иднината на градовите. Идеите на студентите беа инспирација и за локалната власт, од каде изјавија дека проектите се блиски до потребите на градот. Ако поширок круг од мои колеги направиме собир и ги разгледаме сите проекти, би направиле една прекрасна синтеза која целосно би се вградила во потребите на нашиот град. 50-тината студенти на архитектонскиот факултет изложија вкупно 11 проекти. Кочани беше вториот нивен предизвик, по Крушево, каде исто така ги представија своите идеи за уредувањето на градот.